Благодарам, председателе. Колега Благоје Стојановски, не знам дали приметиве, бев јавен за реплика и на претходната дискутантка, меѓутоа се откажав затоа што очигледно не можеме да дебатираме. Меѓутоа со вас сакам да споделам одредени работи кои се однесуваат на овој закон, затоа што и двајцата сме членови на матичната комисија за транспорт и врски, и двајцата сме луѓе кои што на некој начин се упатени во оваа проблематика и преку комисиските расправи. На почеток сакам да ви кажам дека не е добро да манипулирате овде со бројки, со конкретни случаеви, како да се наоѓаме во одредена продавница, а не во парламент. Ве замолувам во вашата контрареплика, бидејќи рековте дека има такви случаеви, да ми кажете еден случај кога човек кој што имал само 10% од парцелата успел да направи до оформување на парцела. Па да видиме дали некој кој што го направил тоа направил кривично дело или не. Меѓутоа, за волја на вистината, законот е многу јасен и гласен, дека за оформување на градежна парцела, предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација, доколку лицето мора да има собственост од најмалку 30% од градежната парцела. Во тој случај може да дојде до оформување со останатите најмногу 70%. И затоа не е добро кога излегуваме на говорница, изборуваме со бројки, да кажуваме бројки кои што се паучални. Ако имате, повторувам уште еднаш, конкретен пример, дали е тоа во Струмица, Скопје, дали е во Битола или Прилеп, каде што има направено нешто такво, тогаш дајте да го споделиме заедно и да видиме до кого е проблемот. Исто така, сакам да ви кажам дека со овој закон и на овој начин не може да имаме ние јавно надавање за парцели каде што не може да има повеќе од еден понудувач. Значи, ако јас имам одреден објект кој што се наоѓа на државно земјиште, кој што сум го запазил рокот за легализација на дивоградба и така натаму, го легализирам тој објект и тој објект зафаќа повеќе од 30% од градежната парцела, нема логика да се јави друг, ниту пак е често од друга страна да се јави друг кој што би го купил дворот на мојот објект. Од тие причини, значи, се врши оваа непосредна спогодба. А никаде во законот ниту е предвидено ни сега ниту порано да се врши непосредна спогодба за градежни парцели на кои што би се граделе, не знам, згради или така натаму. Се знае, непосредна спогодба е само во врска со изградба на верски објекти, дипломатско-конзуларни представништа и на случаевите кои што ги реков претходно со 30% изграденост на градежната парцела.